Во 1872 година започнува изградбата на железничката пруга Солун-Гевгелија, а веднаш потоа и на железничката станица. Во 1886 година Гевгелија и формално била прогласена за градска населба со над 3000 жители и околија со 68 населби. Веднаш потоа се изградени првите поголеми зданија, околиската и општинската управа, касарната и повеќе двокатници од левата и десната страна на улицата од станица до граница. Главната улица е калдармисана, поставени се фенери, а на секој 4-5 метри биле засадени дрвја. Англискиот конзул во Македонија во 1894 година рапортирал до својата влада. Гевгелија има значајно место во Солунскиот вилает и од ден во ден се повеќе наликува на европски град. Главната улица воопшто не се разликува од европските. Во 1850 година во Гевгелија постоеле и работеле 9 филанди, работилници за точење на свила. Во 1898 година била изградена првата фабрика за точење на свила. Во овој период Гевгелија станала важно пазариште за населените места од Гевгелиското поле и Мајданечката висоравнина, а крај главната улица никнуваат бројни занаечиски дуќани. Со годишно откупените над 1 милион оки свилени кожурци, Гевгелија се наоѓала на второто место, веднаш зад Солун, и представувала значаен трговски центар. На пазар во Гевгелија, кој се наоѓал во близина на Беледиската управна зграда, денешната зграда на општина Гевгелија, доаѓале не само трговци од Солун и Цариград, туку и од Франција, Италија и од другите европски земји. За нив во центарот на градот бил подигнат хотелот Отоман и уште неколку помали хотели, а за сплаварите и речните трговци бројни анови крај Вардар. Крај Гевгелија минува магистралниот пат Е75 и меѓународната железничка пруга, односно коридорот 10, низ кој годишно минуваат над 4 милиони патници. Ваквата местоположба и овозможува на Гевгелија и натаму да биде значајна трговска и сообраќајна крстосница. Зголемениот протек на патници и капитал придонесува Гевгелија се повеќе да биде привлечна за домашните и странски инвеститори. Пазариштето и натаму е посетено од трговци и купувачи, но не само од регионот, туку и од соседна Грција. Во Гевгелија се отворени и изградени над 20 производни погони со странски капитал. Транзитно-туристичките погодности представуваат причина за се поинтензивна инвестициона активност во туризмот и угостителството под ова медитеранско поднебје. Инфраструктурно се доуредуваат сите рурални средини, обезбедувајќи европски стандарди за живење на сите 23.000 жители во општината. Годинава се изградени нови водоводи во Моин и во Петрово, а со престојната изградба на водовод во Смоквица, општината целосно е покриена со водоводна мрежа. Со новите канализациони линии
и пречистителната станица во Богородица и Миравци, а наскоро и во Негорци, продолжува обезбедувањето на населените места со канализациона мрежа. Обновувањето на локалната патна мрежа во текот на 2008 година беше извршено на над 15.000 квадратни метри улична површина, од кој дел беше асфалтиран, а дел бетониран. Градот и населените места добија нов урбан лик, кој полека се доближува кон европските стандарди. Во 2008 година беше уредено ново оделение за даноци и такси, со што значително се подобрени услугите кон граѓаните. Во тек е реконструкцијата на Канцеларијата за комуникација со граѓаните во Гевгелија, како и во населените места Миравци, Тврдеци, Негорци и Богородица, и нивна трансформација во услужни сервис центри. За подобрување на условите во образовните институции, извршена е санација на условите за престој и настава во сите основни училишта во општината, во средноучилишниот центар и во основното музичко училиште. За поголема социјализација на зависниците отворен е дневен центар за зависности, а за инвалидизираните лица се поставени рампи пред јавните објекти. Преку урбанизација и донесување на урбанистички планови за потегот од граничниот премин Богородица до мотелот Вардар, за стопанските зони Расадник, Негорци и за технолошкиот парк кај Прдејци, започнува комунално инфраструктурното уредување на индустријската зона Блокотехна. Изграден е колектор за стопанските капацитети крај патот Гевгелија-Мрзенци. Во тек е изградбата на мостот на Суварека, кој ќе го поврзе градот со пограничниот реон и со македонско-грчката граница. Стартува проектот Парк на ветрови, со поставување на првите ветерници од страна на австриската компанија Нова енергија. Во индустријската зона Блокотехна никнуваат нови стопански капацитети. Империјал Тобако гради нов производен погон. Вори изгради нова производна хала. Житопром отвори нов погон за круасани. Стаклениците крај геотермалните извори кај Смоквица се прошируваат со нови 3 оранжериски хали. Риго Импекс ги прошири производните капацитети, во кои се преработуваат 15 милиони килограми грозје, а се отвораат нови помали винарии. Конти Хидропласт го проширува производството. Гемапласт ги зголемува производните капацитети. Преферита го прошири производството на бели печива. Випро започнува со изградба на нов погон. Ноел најавува изградба на уште еден производен погон во Гевгелија. На влезот од Гевгелија Макпетрол отвори нова бензинска пумпа, а Лук Ойл најавува изградба на уште една пумпа. Крај патот Гевгелија-Мрзенци изграден е нов објект на Беграмо Инженеринг. Словенечки туш поведе постапка за изградба на супермаркет на влезот во Гевгелија. На влезот во Република Македонија во непосредна близина на преминот Богородица, турската компанија Принцес гради нов туристичко-угостителски комплекс, а во тек е комплетирањето на урбанистичката документација за изградба на туристичко-угостителски комплекси Калифорнија Ресорт и Терме Олимија. Ваквата инвестициона активност ќе овозможи во Гевгелија да бидат инвестирани над 200 милиони евра, а со отворањето на новите капацитети ќе се обезбедат работни места за сите невработени во општината и во околниот регион. Според оценките на меѓународните институции во нашата земја, општина Гевгелија успешно ја спроведе втората фаза од фискалната децентрализација. Локалната самоуправа е кредитоспособна за реализација на капитални проекти, а општината се вбројува меѓу развиените општини во земјата со општински приход по жител од над 145% од националниот просек. Општина Гевгелија во моментот реализира неколку значајни проекти заедно со UNDP, USAID, Европската агенција за реконструкција, Шведската агенција за развој, Норвешката влада, Фондацијата Отворено општество Македонија и други меѓународни институции преку кои се поддржува успешниот процес на децентрализацијата.
Општина Гевгелија продолжува со успешната прекугранична соработка, збогатувајќи ја со нови партнери и проекти, кои само во текот на 2008 година обезбедија финансиска поддршка од над 600.000 евра. Успешно е реализирана обуката на 75 невработени и 20 вработени лица од општина Гевгелија во Солун, Агиу Атанасију и Кукуш во соседна Грција. Благодарејќи на патот на виното меѓу Гевгелија и Аминдео, извршена е размена на мислење и промоција на винарството по пограничните региони. Преку Индустриско-трговската комора во Кукуш изработена е веб страница и DVD за алтернативните форми на туризам во пограничниот регион. Извршено е стопанско-коморско поврзување меѓу бизнис заедниците од Кукуш и од Гевгелија. Збогатена е културната размена и размената на искуства меѓу локалните самоуправи со збратимените општини Севлиево од Бугарија, Сежана од Словенија и Инџија од Србија. Ваквата прекугранична и воопшто меѓународна соработка представува значаен потик не само за општина Гевгелија, туку и за нашата земја во европската интеграција. Гевгелија веќе е на чекор до Европа. Гевгелија се повеќе е општина каква што ја посакуваме.